Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Денес отстапуваме простор и минути за една многу занимлива тема за разговор. Тема која што откако започна новата сезона на Нов ден, најмалку е застапена. Денес ќе зборуваме за македонскиот шарпланинец. Чест и задоволство ми е како гостин во студиото да ви го представам господин Илија Јанковски. Добре ни дојдовте. Добро утро и ги пожелувам на сите гледачи на К3 телевизија изминатите празници и почетокот на новиот ден. Ви благодарам. Нов ден, токму и нашата емисија. Ве викнавме со еден посебен повод. Вие сте одгледувач на расата шарпланинец. Би сакала да започнеме од самиот почеток. Како тргна се? Од каде идејата за одгледување токму на оваа раса на кучиња? Идејата тргна уште пред 25 години, кога отворивме една фарма за телиња и покрај таа фарма донесоме разни видови, ова куче, она куче. Сите нешто нервозно се понашаат со животните. Донесоме еден шарпланинец, добро е, донесоме друг, пак е добро. И од тука тргна тој почеток на оваа одгледувачница. Кој ви помагаш? Помош само јас и брат ми и сега синовите помалку се интересираат, ама знаете деца како деца, кога ги е за забава се забавуваат, кога не оставаат, иначе се на нас е целата работа. Во одгледувачницата имаме негде околу 2 мажјака и 13 женки. Малите не ги броиме. Така, започнавте со едно куче. Да, започнеме со едно куче, уствари започнеме со две кучиња, со Джери и Тина. Тие кучиња се од некаде од Призренскиот регион таму, инаку сите кучиња се со педигреја. И од тука почнавме да одгледуваме овие шарпланинци, расата шарпланинец. Шарпланинецот е македонски бренд, веќе како што рековме. Што ќе ни кажете за историјата на македонскиот шарпланинец? Историјата на македонскиот шарпланинец почнува некаде од официјално да се користи името шарпланинец од 39 година, под број 41 во ЕФЦИ стандартот, значи светскиот стандарт, и после 47 година е направен, доктор Слободан Павловиќ го е направил стандардот за денешниот шарпланинец, кој почнува да се шири под името Југословенски овчарски пес шарпланинец. И до ден денешно време е направено, не е сменето името на Југословенски овчарски пес, така се води во ЕФЦИ и Федерацијата, Кинолошката федерација светска, затоа што шарпланинецот го бараат 3 земји, уствари Македонија, Србија и имаме таму дел од шарпланина на Косовскиот дел што паѓа. И уште не е, да не се лажеме, уште не е расчистено тоа со денешново куче, денешниот шарпланинец. Зошто шарпланинецот го носи епитетот чувар на стадото? Југословенски, овој овчарскиот пес шарпланинец
го носи чувар на стадото, го носи името Горостас. Чувар на стадото знае се зашто го носи, зашто тој е непоколеблив во одбраната на стадото, дали се тоа овци, кози, крави, едноставно животни што му припаѓаат на него, он ги цени како да му припаѓаат на него. Затоа пред месец дена Факултетот за земјоделство и шумарство на Македонија, пошто ние сме во клуб на македонски клуб на шарпанинци и сме регистрирани во ЕФЦИ Федерацијата под реден број 154 одгајвачница Аџитепе, значи тоа е како бренд. Под 154 17/18. А Горос, чувар на стадата е затоа што он е непоколеблив во својата одбрана. Значи он ќе го даде и својот живот за тоа што он треба да го чува. Сега да не ми се налутат сите одгледувачи на други раси на куќиња, едино куќе по сите мислења, едино куќе што мисли само. Зошто? Шарпанинецот ние не може да го издресираме да иде да трчи по топче, да ни донесе топче. Он сам мисли што во трлата кај одиме по стадата, по ова, ноќно време еден е алфа мажјак, или може и женка да е, ако има 7-8 куќиња, со лајање или со нивен збор куќешки или како да кажам, не знам да се изразам, он ги распоредува сите куќиња други што припаѓаат под него на своите места. И ајде сега, нека ми каже некој, нека остави друга раса на куќе цел ноќ или цел ден, нека у тој простор од 10-20 метра што он треба да го чува, или 50 или 100 сега. Нека остане на вакви студови, на снегови, на вруќини, на секакви временски услови, нека остане таму и нека ја чува таа, да кажеме, територија. Многу тешко. Многу тешко ќе биде тоа. И знае се во тој чопор, во таа средина, знае се кој што работи, кој ќе мава предатори, волк, лисица. Така, токму на тој дел сакам да се задржиме. Какво е вашето искуство во врска со тоа? Знае се кој ќе гони, зашто волкот, да кажеме, волкот е предатор, он гледа само да се најаде, да заврши своја работа и да си бега. Еден волк бега, си 2-3 куќиња го бркаат. Од другата страна доаѓаат 3-4-5 волка, го распарчуваат стадото и куќињата ги нема. Затоа во секој чопор 2-3 куќки обично остануваат. Затоа остануваат кај стадото. Зашто знае дека волците ќе се вратат. Тоа се стекнува со време и искуство. И увек се зима, од легло се зима за чувари на стадото по 2-3 куќенца од исто легло. Например, една женка и 2-3 мажјака се зима, за да се они бранат. Уствари и куќињата се бранат од волците. Што го бранат стадото е друго, ама и они се бранат од волците, пошто волците некогаш напаѓаат и по 10-15 во група. Со што ги храните куќињата? Кои намирници исто така може да бидат опасни по здравјето на животот на куќето доколку се консумираат? Куќињата ги храниме со да кажам, со секаква храна. Со секаква храна не, уствари кога се малецки, вака, до 7, 8, 10 месеци, ги храниме со овие храни, сува храна, што викаме ние брикет, или готова храна,
после, кога направат 7-8 месеца, ги префрляме и на леп, и на месо, и на коски, значи ги учиме се да јадат. Пошто овие кучиња ти даваат многу, а не захтеваат толку храна. Ошто горе по бачилата ги знае се што ги ранат. Ги ранат со сурутка, ги ранат со леп и со кумурузно брашно. Кои медицински прегледи се неопходни да се третираат во текот на првата година кај малото куче, како и кои вакцини се неопходни да се примат? Па неопходни вакцини, знае се, уште од 28-30 дена се прочистуваат од глисти. После 38 до 45 ден се става вакцина за штенечак парвовироза мачја куга. На 85 90 ден се става иста вакцина. Значи, пазите, иста вакцина се става, ние што ја викаме ревакцина. Не може да ставиме вакцина Новивак, а другата ревакцина да ставиме Pfizer. Значи, тоа е многу опасно и доаѓа до смртност на кучињата. После, знае се, на година дена се става вакцина за беснило и на секои 6 месеци се ставаат таблети за прочистување од внатрешни паразити. Дали овие кучиња имаат некакво влијание врз здравјето на луѓето? Врз здравјето на луѓето тоа е веќе, што викамо, докторско прашање, ама од лично искуство ќе ви кажам дека секогаш кога си нервозен, кога не ти е се во денешно време исто, кога отидеш таму, мора да се, како да кажеме, да се разведриш, да се порасположиш. Значи влијаат позитивно на расположението. Да, ти влијаат позитивно на твоето расположение. Некој се игра, некој сака да гризне за малецко, да така. Колку често кучињата се разболуваат и кои фактори зависат за тоа? Еве, пред малку ги кажаме факторите. Значи, ако не го вакцинираш на денешно време, бакцил, тие такви, од друго куче што не е вакцинирано, се заразат. Највеќе, пошто ова е средно големо куче, рекоме дека е средно големо куче, те поголеми кучиња обавезно, не е обавезно, него ако не е добро чувано, се разборува од срце мускул, односно му попушта срцето и док е мало, заборавиме да кажеме, се ставаат таблети калциум, пошто оно многу енормно расне, брго расне и конструкцијата на нозете не може да му издржи тежината и затоа докај 6 месеци му ставаме таблетки калциум на 2-3 дена, така по една, не многу, зашто може да дојде до укоштавање на нозете, да не може да ги исправи, да ги собере нозето. Овој тоа и малку да се води внимание на вруџина, на топ, кога е топло времето. Така, бидејќи напоменавте дека и во зимските периоди тие не ја напуштаат територијата. Како е во летните? Исто во летните, значи во летните периоди он кога е пуштен си најде свое место, си најде своја ладовина. За зимно време и тука е, не може он да избега од стадото што збориме, не може да избега он 2 километра. Он е тука во близина е негде. Значи секогаш е он тука во близина на стадото, али си бара некоја своја ладовина или ќе си ископа дупка или ќе си најде своја. А во зимските периоди сега треба да ги видите, например, на терен, да ги видите он кај што викаме има највише снег, он е тука. Али за тоа кучето треба секој ден редовно да се рани. Значи малите треба да се ранат од 6 до 9 месеци 3 пати, од година дена по еден пат. Али да бидне храната како што треба, високо енергетска на овие студови, на овие, он не ќе да работи кога е гладен. Дали кучињата ги менуваат забите? Дали кај нив постои опасност од заболување на забите?
Кучињата ги минуваат забите некаде од 4 до 5 месец и тога се, што викаме ние, најгризливи. Не се најгризливи, они природно гледаат негде да фатат нешто да гризаат, за да си го извадат сами, не може да не иде он на заболекар, да си го извади сам природно запчето тоа што треба да ги менува. Кучето има негде околу 42 заба и сите заби ги менува и му испаѓаат. Уствари му испаѓаат. Заболување може да добие ако го скрши забот, ако добие кариес, али овие кучиња не можат ни да добијат кариес, ни ништо, пошто ги раниме со коски, од време на време ги даваме и по некоја жива коска, од таа жива коска си ги, што викаме, струже забите и од неја си вади храна, мислам фосфор, тие калциум што му треба. Што е печат на шарпланинецот? Како да препознаеме чисто крвен шарпланинец? По што се разликува од оние мешани раси? Сега, тука треба да го опишеме самиот шарпланинец. Каков треба да биде шарпланинецот? Вика, јас имам шарпланинец огромен голем пес. Да, и јас се слагам со тоа. Значи, шарпланинецот, кога се опишува од муцката, уствари од носната печурка до врвот на опашот. Шарпланинецот треба да биде, значи, со темна црна ова печурка, носна печурка треба да му е темна, црна уствари да му е. Очите исто треба да се му костеливи до темни. Ушите треба да се му слепени, што викаме уз главата. Главата му треба да му биде од носот до черепната коска. Треба да му биде некаде околу 25 сантима. Кај женките му е 55%, значи муцката кај женките е малку подугачка, а кај мажјаците е некаде околу 50-50, значи од носот до очите треба да му е 12,5 сантими и од очите до черепната коска треба некаде да му е до, значи, 12,5 сантима исто. Усните не треба да се му спуштени, значи не треба да се му спуштени. И долните и горните усни не треба да се му виснати, што се вели народски. Треба усните да се му исто темни, не црвени, но не смее да има на устните. Треба да има 42 заба. Забите треба да се му правилни и ножичкасти, маказасти, ајде да кажем. Маказасти треба да се. Не треба да му бидат клештасти, тоа не се ова специфично е за шарпланинецот да има маказасто зубало. Не е грешка, мислам, не е, вика, има клештасто зубало, не е шарпланинец. И секаде има варијации. Не можеме да кажеме дека не. Вратот треба да му е стегнат, краток, главата усадена добро, ни горе, ни доле. На овој телото треба со спуштени, малку да има спуштени гради, значи изнад ова скочниот зглоб на предните нози, градите треба да се му спуштени. Грбната линија треба да му биде равна, а не седласта, не влабната грбна линија, затоа што тоа му смета во трчањето, во самата работа. Значи, он целото време му е во трчање. Опашот треба да му биде висок, во облик на срп, не замотан. Вика, моето куче има опаш, многу е опасно, има опаш у вид на геврек. Знае се, шарпланинецот треба да има
опаш во вид на срп. Заставиците, односно влакната на нозете, на предните и на задните нозе, и треба да има, и длаката негде треба да му е од 6-7 до 14 сантима. Сега, во бојата на длаката, на целото тело, има тука варијации. Значи, признат е шарпанинец од бел до темно сив. Црн не. Значи, и така пишува и во стандардот. Црн не. Не се признава црн шарпанинец. Сега некаде има варијации во очите некаде се му жолти, некаде белињави, белкасти. Тоа е одлика на предатори. Значи, волкот, лисицата имаат жолти очи, тоа не се признава. А висината на гребенот на шарпанинецот, значи женките доаѓаат од 54 до 63, мажјаците од 63, вика 54 па нагоре. Значи, нагоре. Може да биде и женката 70-75, ама да висината да се слага со должината. Значи, кај женките должината е негде околу 12 до 13% од висината на гребенот, должината малку подугачка треба да биде, а кај мажјаците од 8 до 10% од висина на гребенот. Така. Пред малку имавме можност да видиме некои инсерти, ги замолувам колегите повторно да ги пуштат. Еве веќе ги гледаме. Што е она што го гледаме во моментот? Да, ова е да не кажам преглед на целокупното. Ова се млади кучиња од 3 до 6 месеца. Барем јас така мислам. И тоа е сигурно. Значи, судијата прво што му гледа очите и му отвара забите. Забите на младите кучиња од 3 до 6 месеца се гледаат и може да ја прегледа, да видиме кроз прсти. Али од 6 месеца до 24 месеца има едни забчиња премулари, се викаат, во внатрешна шуплина на устните. Ако ги нема тие, кучето еве си го пријавил на изложба, си го одвел у Будимпешта, да кажеме, или у Загреб, или у Белград, и едно забче од тие мали ги нема, дисквалификација. Колку сака на изглед нека ти е добро куче. Колку пати на годишно ниво посетувате изложби од ваков тип? Колку пати посетуваме? Посетуваме толку пати колку што ни е финансиска можност. Значи, али пак сме кај финансиите. Пак сме кај финансиите, се врти околу тоа, и тоа што обавезно ги пратиме специјалките. Ова е една специјалка за шарпанинци, специјалка се вика за шарпанинци, тоа што само на ова изложба се доведуваат шарпанинци, значи од 3 до 10 години. Само расата шарпанинец, специјалка за расата шарпанинец. Така, како да се зачува од исчезнување оваа раса? Од исчезнување оваа раса треба и мора да се заштити, поради тоа што оваа раса, сите што одгледуваме шарпанинци, треба малку да се вратиме и кај науката. Еве, пред 2-3 години и 5, можеби сега да не ви излажам тачно, се зафати Факултетот за шумарство и земјоделие, нашиот преседник што е на клуб, уствари доктор професорот Владимир Џабирски, и овој секретарот наш што е и он исто одгледувач на шарпанинци, Нацко Савовски, покрена една иницијатива на докажување на расата шарпанинец со ДНК. И јас мислам дека што ја дотера работата до негде. Значи, на сите одгледувачници во Македонија има негде регистрирани одгајувачници.
на шарпаници 10-12 одгајвачници, со тоа што кај сите се вадеше крв, се споредуваше и се дава сертификати за расата шарпанинец, дека е шарпанинецот тоа што треба да биде. И едно да кажеме, тоа заборавив да кажем. Шарпанинецот е шарпанинец. Нема рурален шарпанинец, нема градски шарпанинец, нема селски, нема мечкар. Ја што имам шарпанинец мечкар. Нема. Што подразбирате по тоа? Не, по тоа ништо јас не разбирам. Јас разбирам шарпанинецот да е комплетен. Ако е он висината и 90, нека е и 90 сантим, нека е правилен во нозете, нека е грбната линија правилна, нека е должината правилна, влакното нека му е правилно, пред ова што го кажаме, очите, секако што треба да биде, зошто да не биде 90? Кога има волк 85 кила, зошто да не има шарпанинец 90 сантима и 70-80 кила? Нема тука. Тој е мој од мечкарскиот сој. Од кој мечкарски сој? Братче му, на пример на оваа кутре, братче му чувано кај вас, вие го раните со готова храна, со секакви витамини, со секој, израсне некаде 80 сантим. А неговото братче у планина го ранат со сурутка, со мумурузно брашно, со леп ченкарен, било со што, израсне и тоа е до храната, израсне некаде 70 сантима. И сега ово е планински шарпанинец, овој вашиот е рурален шарпанинец, или градски, или било како. Не може. Шарпанинец е шарпанинец. Бојата му е таа, одредена уште од 57 година. И карактеристики се тие. Не може шарпанинец, он има мирен карактер. Ама кога осети он дека он е пооштари од волк. Значи, нема куќе што овој, само ние што ова не го цениме. Сите од страна го ценат. Еден Карел Крамер, аустријски природној научник, напишал 10 статии за шарпанинецот. 10 статии еден аустријанец. Американците го бараат шарпанинецот, вика едино куќе што ги дави, кај нас нема волци, што ги дави чакалите. Таму овците се пуштени ги гледаат на 6 месеца по тие нивни прерии и пуштат 10-15 кучиња. Дали се агресивни шарпанинците кон луѓе кои што не ги познаваат? Шарпанинецот е со благ карактер, така и одликувано. Куче со благ карактер, али кога имате према него или према газдата или према стадот лоша намера, вика тогаш е поопасен и од лав. Сега вие како ќе го према човекот, како ќе го воспитате тоа куче? И секој ден ако го малтретирате, он ќе биде нервозен и ќе лае на се и се што. Кучињата, што викаме на лаење, се осеќа пошто лае. Лае на човек едно, на животно друго лае, кога се игра трето лае и тој шарпанинец што треба да биде. Дали е пожелно доколку некој зема шарпанинец за чување во домашни услови? Да кажеме едноставно како чувар на куќата, дали е пожелно уште од мало ова куче да се учи да се врзува? На ова куче, пошто викаме дека е чувар на стадата, му треба шетање. Значи, он мора да си знае што му е на него работа. Не можеш ти секој ден, цел ден он да биде пуштен. Он и таму, у планината или у селото, он кога дојдат овците, он се врзува. Затоа зборуваме кучето како ќе го воспитате. Тоа е таа работа. Значи на njega дневно му треба по 1 сат да се шета или по 1 сат ако го чувате врзано или у бокс да го пуштите да се прошета. Значи препорачливо е тоа. Препорачливо, зашто да не, луѓето ги чуваат и постанови, јас знам
Секако, токму затоа и ве прашав. Полно луѓе ги чуваат, малку сега од лаката, кога се митарат, онамо у пролет и у есен, се исчеста. Сега има разни препарати и да не му паѓа длаката или кога му паѓа го избањаат, таа старата длака што викаме му испадне и без проблема може да се чува секаде. Дали државата дава субвенции за одгледување на македонскиот шарпланинец? Државата дава, за нас одгледувачите не, а за одгледувачите на овци и кози, над 50 овци или кози можеш да имаш две кучиња шарпанинец и државата дава негде околу 3500 денара секоја година. Значи за две кучиња 7000 денари дава. Ако имаш повише овци или кози над 500.000, може да држиш 10 шарпанинци, некаде околу 500-600 еври годишно ти дава. Вие овде како еден прилог во студиото донесовте некои награди, некои признанија за вашиот труд. Би можеле ли да ни потенцирате која награда од каде е? Ова се веćinom награди од Македонија. Нарочито ги донесов овие пехари, медали и признанија од Македонија, затоа што во Македонија највише најголем дел, најголем дел се чуваат шарпанинци и имам и уште дел од други држави кај сме биле овие признанија и пехари, ама луѓето викаат американците, ако ги победиш во кошарка, победи ги во Америка. Значи, ако победувај во својата, или победувај во државата во која има највише број на кучиња. Значи, немците, ако ги победиш, победи ги со немачкиот овчар во Немачка, во Германија. Исто, или ротвајлер, или било кој. Шкотите, ако ги победиш, победи ги во Шкотска. Сега, најмили признанија ми е признанието на Дневник и признанието на првата светска изложба лајнска година што се одржа во Скопје, во Сајмиште, значи прва светска изложба. Победник сум на мажјак од 24 месеци, првак на свет. Во класа некаде околу 22 мажјаци до 24 месеци, женка втора у свет и еден мажјак и една женка до 6 месеци прваци во разред на млади. Имате земено учество на голем број надпревари. Да, имаме земено учество на голем број надпревари, па одиме како на викенд, како на разонода, на забава, ама многу е добро и кога се победи. Секако. Колку време, да кажеме вака дневно во просек, им посветувате на вашите кучиња во вашето одгледувалиште? Во нашето одгледувалиште ги посветуваме време, значи цела година. Највеќе време ги посветуваме, пошто имаме некаде околу 15 шарпанинца, највише време ги посветуваме кога треба да одиме на такмичење. Пошто такмичење е изложба, а изложба е модна ревија. Сега на модна ревија мора да излезе се да е средено. Се да е средено, што викамо кумановци, да си дотеран. И тука пред изложба некаде 15 дена и од цаваље и на пладне, прво ги се добро куќето исчешја, после ако треба да се мислам во ринг дресурата. Кучињата треба да на изложбата овдека малку пуштија, али не... Така, мислам дека имаме уште некои инсерти, режија. Еве. Да, ова е прогласување на судиите, ги представуваат судиите.
а највеќе време во ринг дресурата. Значи, секој ден по 2 сата, 15 дена, мора кучето да се понаша културно. Во рингот да се понаша културно. Што подразбирате под поимот културно? Како културно да се однесува? Културно да се однесува кога ќе го водите кучето пред судијата во рингот, треба да направи најмалку 2-3 круга. Еве во тој ринг таму, што е обележан, во самиот круг, да оди прво да оди полека, па потоа во трк, али не ова е изложба за сите кучиња. Така, ова не е шарпанинец. Да, ова не е шарпанинец, ова е некој лабрадор ретривер. И треба да го представиш, кога ќе го ставиш пред судија, треба да застане во став, да покаже заби, Така. да сега има нервозни кучиња, може и да му рипне на судијата, може да го и угриза газдата, пошто тука не е само до кучето, он добива стрес, полно луѓе има тука, музика, викање, деца, маваат со топчиња. Еве сега судијата го тера и лево и десно, напред-назад, да му види ставовите на оваа куче, да види како се движи, да не криви на нозе, како го држи опашот. Дали има дисквалификација на кучиња? Во кој случај? Дисквалификација во полно случај има. Прва дисквалификација ако има жолти очи, за шарпанинецот зборуваме. Ако, например, нешто ногата му е крива, премуларите, малите запчиња, ако не се му, ако ги има, ако ги нема уствари. Еве, ова е мој шарпанинец. Како е името на Ова е Мишко. Ова е првак на свет. Кучето, еве, опашот, движењето, не смее на друго куче да заржи, да залае. Ако заржи, ако залае на друго куче, одма судијата те дисквалификува. Значи, мора да има карактер. Да биде смирено Еве, и као примерно. што стои таму. Така да стои. Опашот е во вид на срп, како што Да. рековте. Дали ги продавате вашите кучиња? Верувам дека да, и по која цена, и дали можеби и вие спаѓате во онаа група на луѓе кои што велат не продавам куче секому. Сега не продавам куче секому, тоа е ирелевантна ствар, нешто да кажеме. Тоа е подпрашалник, не продавам куче. Ти го продадеш кучето на некој љубител, човекот отиде у странство или, не дај Боже, се разболи или го даде на друг. Тој друг тамо више не е тој што ти си му го продал на него. Тоа е само нешто што викаме ние ништо. Значи сепак ги продавате, стоите при тој став. Да, па мора да ги продаваш. Што ве прашуваат обично овде, се извинувам што ве прекинувам, ќе продолжиме. Па ме прашуваат за кучето, колку е старо, што доби, како се понашаше. Еве и оваа кучка, ова е европски шампион. И сега ти не можеш да имаш 15-10 кучки, ти се окучат по 4-5 кутриња и направи 60 кутриња. Не можеш тие сите 50-60 кутриња да ги чуваш. Мора сега на некој пријател му поклониш, негде продадеш, за да дојдеш овдека, значи, што викав Кумановци, од нив за нив да иде. По која цена се продаваат шарпланинците и на која возраст е најпрепорачливо да се земат? Најпрепорачливо да се земат кога пројдат вакцините, значи некаде околу 2 месеци, 2,5 месеци, зашто пред тоа кучињата не е препорачливо да се земат, пошто и уште цицаат од мајка. Некаде од нашата одгојвачницата
ги продаваме кутрињата по 300-400 евра. Зависи. На овчарите за стадата ги даваме некаде околу 200-250 евра, кога ни донесе сертификат дека е одгледувач на овци или на кози или. Зошто е тоа така? Зошто правите преседан во тој случај? Па преседан правиме за тоа кога ќе го дадеме тоа куќе тамо или 1, 2, 3, кога ќе ги дадеме тамо, значи колку куќиња до сега сме дале или сме продале било како. Не знам што е тоа, куќето ти направи контакт со тој човек и ти бидеш со тој човек пријател цел живот. Еве, сега баш и вие видовте, го исклучив телефонот, ме прашуваат куќето ми јаде, што да му давам, како, така се понаша, овака се понаша, толку израсна. Значи, више си пријател со тој човек за цел живот, тоа е нешто, не знам, и јас не можам да објаснам, тоа е нешто чудна работа. Со овие живот, мислам, со шарпланинците. Ни раскажавте една убава теорија во овие минути за шарпланинците. А сега малку да се внесеме во вашиот лик. Со што друго се занимавате, освен што одгледувате шарпланинци? Па, освен што одгледуваме шарпланинци, имаме тамо една фарма за телиња, чуваме некаде околу 40-50 телиња. А во слободно време? Па во слободно време се занимаваме малку и со лов се занимаваме. Кога дозволуваат услови и кога нема овие некои, што викамо, битни такмичења за шарпланинците, зашто сето тоа изискува време, а денеска времето бидна многу на брзина нешто. Така, ова е најава, почитувани гледачи, за една интересна емисија за која што се надевам дека господинот Јанковски ќе ни излезе во пресрет и повторно ќе дојде кај нас во студиото и ќе поразговараме малку и на темата за лов. За лов ќе поразговараме кога ќе се отиде горе во планините и кога ќе се сними некоја инсерт, да кажеме, или некоја мала емисијичка. Секако. И тогаш може да зборуваме. А пред тоа ништо не може да зборуваме. Сувопарно би било се Да, пред тоа. да. Меѓутоа, што е она што можем да ви кажам, освен да ви се заблагодарам за денешното гостување и за тоа што ни дадовте одговор на сите овие прашања. Благодарам и на вас. Ви благодарам и вам, драги гледачи, за тоа што не следевте. Имајте убав ден, пријатно расположение и останете со програмата на К3 телевизија.